Новој графикон изработен според официјални податоци на УХМР се гледа како се движи опаѓањето на нивото на Преспанското езеро од 1951 до 2020 година за цели 9 метри. Лазар Николов од Македонското еколошко друштво, кој од 2009 година работи на истражување поврзани со Преспанското езеро, вели дека во последните 15 до 20 години континуирано се бележи пат на неговото ниво. Две причини се клучни, вели, за нарушување на водениот столб. Тоа се климатските промени и антропогениот фактор, односно човекот. Намалените врнежи во последниве години си го направија своето. Да губиме на различни патишта дел од водениот столб на езерото. На големо Преспанско езеро му фалат 53 милиони метри кубни вода годишно, што е навистина голема бројка. Тасеска вели дека грешките биле направени уште во минатото. Водите од Мала Преспа биле искористувани во системот за наводнување дури на Корчанско поле. За време на сушниот период водата од реката Девол била пренасочувана во Малото езеро, што доведувало до зголемување на наносите преку реката во Преспанското езеро и негово оплитнување. Исто така грешка е направена со тоа што од грчка страна е направена брана помеѓу малото и големото Преспанско езеро и е запрен природниот проток на вода од Мала Преспа кон големото Преспанско езеро. Од македонска страна бил направен пумпен систем кај селата Самати и Сиркан за наводнување на земјоделските површини, кој сега не се користи. Меѓутоа, сега пак постојат безброј бушотини кои што мештаните си ги користат или пак ги искористуваат различните канали за наводнување, црпејќи вода од реките кои што се вливаат во Преспанското езеро. За Николов пак многу позагрижувачки податок е зголемувањето на еутрификацијата на езерото, односно нарушувањето на квалитетот на водите. Целиот жив свет ќе почне да одумира ако завладее хипертрофна состојба во езерото, тоест услови без кислород во водата. Апсолутно тоа е резултат најпрво на уништување на природните живеалишта во последните 20 години околу езерото. Препораките се дека за подобрување на состојбата мора да се подигне нивото на соработка меѓу трите земји кои го делат езерото преку размена на податоци. Решавање на проблемот со Девол, со Грло во Албанија, овозможување на доток од Мала Преспа во големо Преспанско езеро. Да се намалат, да речем, отварањето на нови плантажи со јаболка. Да се проба да се најде начин да се ревитализира дел од природните живеалишта на Преспа и секако треба да се изнајдат механизми да му се понуди опција, план Б на локалното население за екзистенција. Природниот испуст на вода од Преспанското во Охридското езеро преку Галичица, кој се случи илјадници години, велат експертите, воопшто не е причина за сегашната состојба. Со истражување е докажано дека тој доток на вода во Охрид е секогаш умерен и скоро постојан и за време на влажни периоди тој е некаде околу 6 до 7 метри кубни во секунда, а за сушни периоди околу 4 метри кубни во секунда, што не е количина која што би довела до онака нагло исцрпување на водата. Од Министерството за животна средина велат дека во јуни 2021 година била донесена одлука за формирање на комисија за следење на спроведување на мерките од акцијскиот план за Преспанското езеро. Сите три групи на мерки кои биле неопходни за целосна имплементација на планот треба да се реализираат во период од 6 години. Во меѓувреме, засилена била контролата на употребата на езерските води за наводнување. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.